Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН преку владата и Министерството за здравство ги укина мерките за штедење во здравството донесени 2012 година. Но тоа нема да се одрази врз набавката на квалитетни лекови, вработување на одредени специјалисти во болниците каде што недостасуваат, или пак врз давање пари за неопходно лекување на некој дете во странство за да му се спаси животот. Укинување на мерките за штедење во здравството, значи зголемување на паушалите и надоместоците на членовите на управните надзорните одбори на јавните здравствени установи, односно богатење на партиските послушници на ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Наместо досегашните 2000 денари по член и 4000 денари за председател, сега надоместоците изнесуваат 10.000 денари за членови, 11.000 за подпредседатели и 12.000 за председатели на управни и надзорни одбори. Тоа значи дека сега на грбот на граѓаните се околу 187.500 евра месечно, односно 2.250.000 евра годишно. Се тоа се случува кога јавното здравство е во колапс поради криминалните и погрешни политики на Никола Груевски и Никола Тодоров. Нема соодветни инсулини по градовите. Диабетичарите не може да го добијат својот соодветен инсулин, со што сериозно им се загрозува здравието. Модерните цитостатици, кои што спасуваат или продолжуваат животи, не се ставени на позитивна листа. Фалат протези на ортопедија, спиналниот центар воопшто нема материјали за третирање на сколиозите. Клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување нема доволно машини. Веќе 6 месеци нема БСЖ вакцина на клиниката за гинекологија и акушерство. Родителите се приморани веднаш после излегување од гинекологија своите новороденчиња да ги носат по амбулантите за да ја примат таа вакцина. Истовремено, секој ден слушаме тажни нови повици за донирање на пари од граѓаните за некој дете или млад човек кои што се одбиени од фондот за здравство за лекување во странство за болести кои што не може да се лекуваат во Македонија. Им порачуваме на Груевски и Тодоров дека за сето ова казната ќе ги стигне и ќе им биде испорачена на следните фер и демократски избори кога народот ќе избере нова одговорна влада. Влада предводена од СДСМ, која што пред се ќе се грижи за здравјето и животот на граѓаните, а не за богатење на партиски послушници. СДСМ во својата програма предвидува укинување на месечните паушали и надоместоци за членовите на надзорните и управните одбори. Тие пари ќе бидат употребени за вистински потреби на пациентите. По промените, ниту едно дете повеќе нема да остане невакцинано и ниту еден диабетичар без потребниот инсулин.